Судбината продолжува да си поигрува со животот на 21-годишната девојка која што брутално беше претепана од двајца штипјани. Притисокот и проблемите со кои во изминатиот период се соочуваше семејството беа премногу за нејзиниот татко. Неговото срце не издржа. Единствената подкрепа на девојката замина, но зад себе остави долгови кон банките, кои 21-годишната штипјанка не може да ги плати. Таа остана сама, пред да почине татко и мајка е изгрижена во психијатриска установа. Единствена подкрепа во овие тешки моменти е семејството на Чичкој. Алфа стапи во контакт со него. Не сака јавно да зборува, образложувајќи дека душевната болка и состојбата во која се наоѓа неговата внука е многу тешка. Потврди дека е потребна финансиска помош, затоа што наследила кредити во висина од над 200.000 денари. Во куќата во која живее девојката треба да се изведе дополнителен приклучок за струја, а за тоа се потребни пари кои таа не може да ги плати бидејќи е невработена, објаснува Чичкото. Единствена светла точка во сивилото што и го нуди животот е да си го врати едногодишното дете кое е дадено на згрижување. За Алфа вели дека тој е мотивација да продолжи со животот понатаму. Прв чекор до реализирање на желбата е вработување. Објаснува дека живее во страв, тврди дека добива закани по живот од двајцата насилници. Во случајот активно со правна помош се вклучени невладината организација ЕХО и социјални работници од Штипскиот центар за социјални работи. Доделена е еднократна парична помош, а од вчера со решение ќе биде корисник и на социјална помош во висина од 4.000 денари. Преку Агенцијата за вработување се прават напори да и се обезбеди и работа. Девојката вниманието на јавноста го привлече откако минатиот месец на социјалните мрежи се појави видеоклип, каде што се гледа како крвнички ја тепаат во влесна зграда. Двајцата сторители експресно беа откриени, а судот им изрече казна во висина од по 2,5 години.